Почитувани работници, почитувани граѓани. Работниците во Македонија ќе имаат повисоки плати и ќе бидат заштитени на нивните работни места. Не дозволивме насилното сценарио во парламентот да ги попречи демократските процеси и затоа одиме до реализација на промена која што ќе донесе квалитет на живот во Република Македонија. Пред само неколку денови, граѓани избрани од народот или пратеници во парламентот ќе беа убиени на нивните работни места. Ова го посочувам за да не сите ни стане појасно зошто ни е потребна итно промена и нова реформска влада. Во изминатите 10 години сме сведоци на работници кои што беа повредени или загинаа на нивните работни места и никој не одговараше. Тоа е резултат на неодговорен државен систем кој не штити никого и затоа мора да се промени. Овој првомајски протест ни ја враќа надежта дека конечно граѓаните и работниците ќе застанат за своите права. На 11 декември тие гласаа за промени. Сега заедно одиме кон реализација на програмата на новата реформска влада. Наш приоритет се работниците и работничките права. Затоа ни се потребни силни и автономни работнички синдикати, а не привезоци на власта како досега. Нема да има повеќе експлоатација на работници. Ќе донесеме нов закон за работнички права кој што ќе биде во нивна заштита. Ќе има исплата на прековремените работни часови, ќе има колективно договарање на работничките права и во приватните компании, ќе има безбедни и хумани услови за работа. Наш приоритет се задоволни работници кои што имаат стабилна екзистенција, кои што работат на развој на своите предпријатии и предпријатијата во кои што се вработени, затоа што само такви работници и предпријатија може да донесат кон развој на општеството. И сето ова е можно преку зголемување на државната помош за 100 пати на малите и средни предпријатија во Република Македонија. Со тоа работодавачите ќе исплаќаат повисоки плати и ќе отвараат нови работни места. Ветивме во првите 4 месеци зголемување на минималната плата на 12.000 денари. Овој месец ќе беше исплатена повисока минимална плата од 12.000 денари и во текстилна и во кожарска индустрија, ако Груевски и неговата режимска власт не ги почеа процесите. Но промените почнаа и затоа многу скоро ќе имаме минимална плата од 12.000 денари. Наша цел е 16.000 денари минимална плата до крајот на мандатот и 30.000 денари просечна плата во Република Македонија. Ова е реално и остварливо само преку квалитетни економски мерки за кои што имаме детален план. Одлучни сме да ја вратиме државата во рацете на граѓаните и тоа ќе го сториме. Нека ни е честит овогодинешниот 1 мај и промените кои што доаѓаат за работниците. Ви благодарам.